Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. Со најновите информации од регионот, Македонија и светот започнуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денешниот ден. Во Македонија ќе се градат 19 мали хидроцентрали. Општина Велес со хепенинг го одбележа Денот на Европа и крајот на Втората светска војна. Македонија со ниска стапка на невработеност поредено со земјите на југоисточна Европа. Оваа година се очекува да започне со работа туниската компанија Coffee Cup во Кавадарци. Оваа компанија е партнер на германската компанија Drexler Meyer и со оваа странска компанија се очекува да се зголеми вработеноста не само во Кавадарци, туку и во целиот Вардарски регион. Втората сериозна странска инвестиција во Кавадарци, туниската компанија Coffee Cup е лидер во производството и продажба на електрични кабли за автомобили. Покрива 13% од светскиот пазар и 30% од европскиот. Првата фабрика е изградена во Тунис во 1992 година, а во последните 2 декади компанијата отвори капацитети и во Португалија, Мароко и Романија. Coffee Cup почна со работа во погоните на ИГМ во Кавадарци, веднаш до германската компанија Drexel Meyer. Тоа е компанија која е нивни партнер. Секаде каде што Drexel Meyer гради фабрика, Coffee Cup се стационира до нив. Тунижаните ги произведуваат каблите кои Drexel Meyer ги инсталира во електричните делови на автомобилите. За сега во кавадаречкиот Coffee Cup работат 15 на работници, но за 2 години според најавите се очекува бројката рапидно да порасне. Не е исклучено да Coffee Cup дојде во општина Кавадарци, бидејќи Coffee Cup како компанија која што е во послуга на Drexel Meyer веќе функционира во градот, меѓутоа функционира во хали на ИГ. Така што очекувам да во наредниот период да ја потврди својата одлука за финансирање и инвестирање во општина Кавадарци и да видиме каде би се сместиле тие. Во Кавадарци стапката на невработеност е намалена со новите инвестиции. Претходната странска инвестиција беше фабриката Drexel Meyer, која има големо значење во развојот на економијата не само во Кавадарци, туку и во целиот Вардарски регион. Бројката на вработени граѓани во Drexel Meyer од ден на ден се повеќе се зголемува. Досега се вработени над 3000 граѓани од целиот регион. Вакви инвестиции се од големо значење за нашата држава и за развојот на економијата, како и за намалување на стапката на невработеноста. На европско ниво Македонија има најниска стапка на невработеност. Еден од најважните индикатори за тоа колку една економија е силна или слаба е показателот колку нови работни места отвара. Според овој показател Македонија има ниска стапка на невработеност. Еден од најважните индикатори за тоа колку една економија е силна или слаба е показателот колку нови работни места отвара, односно колку од работоспособното население може да се вработи. Според овој показател, Македонија има најниска стапка на невработеност. Вработените во странство, но и во земјата, каде компаниите не ги пријавуваат, а се регистрирани како невработени, го билдаат процентот на невработеноста. Стопанствениците и економистите се согласуваат дека стапката на невработеност
е нереален одраз на вистинската невработеност во земјата. Според граѓаните пак, новите владини мерки и отворањето на нови компании и фабрики ќе придонесат за намалување на невработеноста. Треба младите да се вработат, постарите шо више напунат стаж, треба да одат у пензија, да се ослободуваат работни места. Дали сметаме невработеноста или ќе се намали? Ќе се намали. Ќе се намали, да. 1,000,000%. Па мислам дека да, ќе се намали. Убаво е владата вложува, колку ќе се постигне се гледа на дело. Јас мислам дека сме задоволни. Во Битола исто имаме многу вработувања. Кромбер, Шубер и така. Мислам дека ќе биде во ред. Официјалните податоци од Агенцијата за вработување на Република Македонија покажуваат дека најмногу се вработувало во трговијата, угостителството и земјоделството. Во време на криза, кога многу европски компании беа принудени да отпуштат вработени, во овие сектори имале потреба од нови работници. Со новите владини мерки, невработеноста падна на историски најниско ниво. Стапката на невработеност во Македонија изнесува 27,9%. Најголема вработеност од дури 80% има во Шведска, а следуваат Германија со стапка на вработеност од 77,7% и Велика Британија со 76,2%. Вработеноста кај активното работоспособно население на ниво на цела Европска Унија достигна 69,2%, но се уште е под највисокото ниво од 2008 година, кога вработеноста кај оваа возрастна група изнесуваше 70,3%. Автомобилот на поранишниот председател на Основниот суд Велес Јордан Лазаров полеан со солна киселина. Денеска Министерството за животна средина и просторно планирање потпиша договори со 12 концесионери за изградба на 19 мали хидроцентрали. Со нивна изградба ќе се обезбедат дополнителни 20 мегавати електрична енергија од обновливи извори. Ова е 6-ти тендер за изградба на централи за еколошко производство на струја. Министерството за животна средина и просторно планирање денеска потпиша договори со 12 концесионери за изградба на 19 мали хидроцентрали. Вредноста на еднократниот концесиски надоместок е околу 150 милиони денари. Концесијата е на 23 години, односно 3 години период за изградба и 20 за користење на малите хидроцентрали. Тие ќе се градат на реките Ехлоечек, Смилјанска, Падалишка, Рибничка, Конска, Ковачка, Крапска, Тополка, Брегалница, Клепалска, Беличка и Железна река. По завршувањето на евалуацијата и усвојување на извештајот на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија за 80 мали хидроелектрични централи, владата донесе одлуки за избор на најповолни понуди доделување концесија за користење на вода и изградба на мали хидроелектрични централи на 33 локации. Министерството склучи 12 договори со избраните понудувачи, кои во предвидениот рок ги имаат исполнето сите услови предвидени со тендерската документација и одлуката, со кои се опфатени 19 мали хидроелектрични централи. Со изградба на овие мали хидроцентрали ќе се обезбедат дополнителни 20 мегавати електрична енергија од обновливи извори. Во име на концесионерите, Предраг Чеверикич, представник од Hydrogen Energy Group, информира дека компанијата ќе инвестира 5 милиони евра во 4 мали хидроцентрали. Тој очекува дека овој период следната година ќе почнат со производство на зелена енергија. Голем народен собир во организација на ВМРО ДПМН ќе се одржи во недела во Велес, во спортската сала на Основното општинско училиште Блаже Конески во 13 часот. Се очекува да се обрати и председателот на партијата и владата на Република Македонија Никола Груевски. Повеќе за собирот од изјавата на велишкиот пратеник од владеачката партија Ѓорги Коџабашиев. Идејата за овие собири произлезе од нашите членови, поддржувачи, но и од граѓаните кои постојано ни кажуваат дека чувствуваат потреба јавно да ја искажат својата поддршка на политиките на ВМРО ДПМН за продолжување на реформите, економскиот развој, подобрување на стандардот на граѓаните, инвестиции и нови уработување и позитивна промоција на Република Македонија пред светот, наспроти мрачните деструктивни сценарија со кои СДСМ сака да не врати децении наназад. Токму затоа во недела сите заедно од Велес ќе испратиме позитивни препораки за единство, најави за нови дела со посветена работа со чисти и искрени срца. На овој начин ќе покажеме и докажеме како вистински се сака нашиот град и татковината.
Автомобилот на поранишниот председател на Основниот суд Велес Јордан Лазаров полјан со солна киселина. Со хепенинг и представување на земјите членки, Општина Велес го одбележа Денот на Европа. Учество на манифестацијата земаа ученици од основните и средни училишта, градинките и ученичкиот дом, а почесен гостин беше амбасадорот на Велика Британија Чарлс Гарет. Општината со положување на цвеќе на спомен костурница го чествуваше и Денот на победата над фашизмот. Општина Велес со хепенинг се вклучи во глобалното прославување на Денот на Европа. На манифестацијата учество земаа повеќе основни училишта, кои ги представуваа земјите од Европската Унија. Младите креативци на своите штандови, преку слики, специјалитети и облека, ги опишаа карактеристиките на Велика Британија, Унгарија, Грција, Малта, Шпанија и Белгија. Целта на настанот е да се представи европската идеја на локално ниво. Современата Шпанија е индустријска и аграрна земја. По обем најиндустријско производство. Земјата е на 5-то место во Европа и на 8-то место во светот. Ние представуваме државата Унгарија. Главен град на Унгарија е Будимпешта. Таа се наоѓа во Средна Европа и има околу 10 милиони 240 жители. На нашиот шан ние представуваме целата Европска Унија. Важно е да се напомене дека Европската Унија е формирана 9 мај 1958 година со првите 6 земји членки. Малта е мала и густонаселена островска држава која што е сочинува архипелаг во средината на Средоземното море. Таа зафаќа површина од 316 км². Таа е карактеристична по туризмот, големите песочни плажи, исто така културните и историските споменици. На свечената програма во амфитеатарот во Младинскиот парк свој настап има ученици од основните и средни училишта, градинките и ученичкиот дом. Гостин на манифестацијата беше амбасадорот на Велика Британија Чарлс Гарет. Јас сум многу среќен што мене ми се падна Велес, затоа што тоа е град во кој што никогаш не сум бил, а сум слушнал доста убави работи за него. Сега го уживам во краткиот престой додека сум овде, имав средба со градоначалникот, имам можност да гледам што младите креативци имаат подготвено. Слушнав за Велес, за предизвиците и за успесите со кои што се соочува и мислам дека ова е град со големи амбиции. Македонија е веќе дел од Европа. Таму е местото на Македонија и ние се надевам дека овие млади генерации тоа за неколку години ќе знаат свечено да го прослават. Денешниот ден има двојна символика. Во чест на паднатите борци за слободна Македонија во Втората светска војна, представници од општината и Сојузот на борци од градот положија свежо цвеќе на спомен костурницата. Нови критериуми за субвенциите за житните култури за оваа година. Оние земјоделци кои не употребуваат сертифицирано семе ќе добијат 1000 денари помалку. Нови критериуми за субвенциите за житните култури за оваа година. Оние земјоделци кои не употребуваат сертифицирано семе ќе добијат 1000 денари помалку. Производителите на пченица, житни и индустријски култури ќе добијат по 12.000 денара по хектар, доколку потребиле сертифициран семенски материјал, а за другите земјоделски култури субвенцијата ќе изнесува 8.000 денари. Дополнителни 1000 денари ќе се добива и за производство на добиточна храна, а по 3000 за сончоглед и за ориз. Субвенцијата од 60 денара за килограм тутун останува и за оваа година. По трет пат демолиран автомобилот на екс-председателот на Велишкиот суд. Вчера вечер на паркингот кај градскиот пазар непознати сторители го полиле автомобилот марка Форд со солна киселина и ги исекле гумите. Лазарови не сакаат да говорат пред камера. Полицијата работи на расчистување на случајот. Во последните 12 месеци настрада и автомобилите на судиите Адеми и Гајдова. И за овие случаи полициската истрага е во тек. За само една година автомобилот на поранешниот председател на Основниот суд во Велес Јордан Лазаров е оштетен. Непознат сторител или сторители вчера вечер истуриле солна киселина и најверојатно со нож ги исекле сите гуми на автомобилот марка Форд. Семејството Лазарови денеска одлучи да молчи. Во камера екс-председателот на Основниот суд Јордан Лазаров не сакаше да говори. Во телефонскиот разговор вели дека се сомнева на можни сторители, но она што засега најмногу го плашало е безбедноста на неговото семејство.
Автомобилот и денес стои на паркингот кај градскиот пазар. Кога гледавме се чудевме што е работата, сега у која причина е тоа, они си знаат. И дури кога гледаме така, ние мислиме некоја пења е сфрлено, а тоа било нешто друго. Што е тоа фрлено, поима немаме. Од полицијата велат дека работат на расветлување на случајот. Истрагата не е затворена и за претходните два, кога пред домот на Лазарови во првиот случај беше опожарено, а во вториот исечени 2 гуми на истиот автомобил. Светските денови на медицинските сестри и акушерките свечено беа одбележени во салата на Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот. Македонското здружение кој го обединува медицинскиот персонал на државно ниво беше организатор на настанот. Бојан Нанев беше на одбележувањето. Големата сала на Народниот театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот беше збирното место на медицинските сестри, техничари и акушерки од земјава. Нивното здружение ги одбележа двата светски празници, 5 мај, меѓународниот ден на акушерките, како и 12 мај, меѓународниот ден на сестрите. Здружението на државно ниво го потенцираа значењето на медицинскиот персонал во здравствениот систем. Нивната грижа околу пациентите е 24 часовна, значи како часот без прекидно тече, значи они работат во смена и се постојано и први се уз пациентите. И затоа реков, таа улога потенцирав. Нивната улога е важна и во заедницата, во семејствата. Тоа е исто поспецифична улога. Домаќин на овогодинешното одбележување на овие денови беше општинската организација на медицински сестри, техничари и акушерки од Велес. Јас би им порачала на медицинските сестри, техничари и акушерки секогаш свесно, совесно да се извршуваат своите работни задачи. Секогаш тие се во служба на пациентите, бидејќи всушност ние медицинските сестри секогаш се грижиме за спречување на болестите, за зачувување и продолжување на здравјето на сите граѓани. Мотото за Денот на медицинските сестри годинава гласи "Сила за промена", додека сопствениот празник акушерките го одбележуваат под мотото за подобро утре. Следниот викенд во Велес во спортската сала Гемиџи ќе се одржи четвртото поред пинг-понг првенство Гемиџи 2015. Организатор на првенството е јавното предпријатие Парк Спорт, а техничка поддршка ќе има и од новоформираниот пинг-понг клуб Борец Тим. Право на учество имаат сите граѓани на општина Велес, рекреативците од Република Македонија, а членови на клубови имаат право да учествуваат исклучиво во пионерската конкуренција. За овој настан котизацијата е 100 денари, а за најдобрите се предвидени вредни награди од нашите помагатели, предвидени се медали, дипломи, маички и други изненадувања. Ги покануваме сите граѓани на општина Велес и од Република Македонија да се пријават на ова четврто градско првенство и ние им гарантираме една убаво спортско дружење и рекреација. Членови на Дом преминуваат во ВМРО ДПМН. Новинари изразија револт пред СДСМ. Цените на мало во април се намалиле, а трошоците за живот зголемени. Министерот Никола Поповски денеска во работна посета на Данска. Вести од Македонија. Огромен број на членови на Дом деновиве масовно преминуваат во ВМРО ДПМН. Општински организации од речиси сите градови во земјава јавно го искажаа несогласувањето со одлуката на Дом да ја напушти коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, бидејќи политиката на владеачката партија е онаа која тие ја поддржуваат. Тие велат дека ВМРО ДПМН е партија која покажа дека за врвен приоритет ја има подобрата иднина на Македонија. Меѓу членовите кои преминуваат во ВМРО ДПМН е и генералниот секретар на Дом Стево Темелковски, заменик министер за животна средина. Метални шипки, дрвени даски и бекатон плочки оставија новинари пред седиштето на СДСМ во знак на револт поради насилните протести деновиве во кои беа нападнати и повредени представници на фелата. Со овие предмети демонстрантите маваа кон нас и кон полицајците. Тоа е недозволиво и апелираме веднаш да престане, рекоа од Македонската асоциација на новинари. Новинарите кои последниот период беа мета на физички напади, велат дека протестите треба да бидат мирни и ним да им се обезбеди нормално извршување на работната задача.
Портпаролот на СДС Маши Легов вели дека во принцип ги осудуваат нападите кон оној кој себе си се декларира за новинар, а ги почитува минимум од стандардите во професијата. Трошоците на живот во април годинава во споредба со април лани бележат пораст од 0,1%, а цените на мало намалување од 0,9%. Во април во однос на март годинава трошоците на живот се зголемиле за 0,4%, а цените на мало се намалиле за 0,1%, објави Државниот завод за статистика. Порастот на трошоците на живот од 0,4% во април споредено со март годинава е резултат на повисоките цени на свежиот зеленчук за 3,9%, свежото овошје за 1,3%, сувото овошје за 0,7% и други печива и полутрајни производи. Свежото млеко за 0,3%, кај средствата за чистење и одржување трошоците се зголемиле за 2%, другите лични предмети за 1,6%, средствата за лична хигиена 1,3%, лековите и терапевтските помагала за 0,6%, исхраната во рестораните и хотелите за 0,4%, цврстите и течните горива за 0,2%. Во април исто така намалување на трошоците за живот е забележано кај пакет туристичките аранжмани за 6,6%, течните горива за домаќинства за 2,8%, телефонските и факс апарати и други услуги за 0,3%, објави Државниот завод за статистика. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска ќе престојува во работна посета на Кралството Данска. За време на престојот во Копенхаген, Поповски ќе се сретне со својот дански колега министерот за надворешни работи Мартин Лидегард, како и со министерот за трговија и развојна соработка Могенс Јенсен. На средбите се очекува да бидат разменети мислења за развојот на билатералните односи, можностите за зајакнување на меѓусебната соработка, особено во економските сектори, за процесот на интегрирањето на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, за регионалната соработка и за актуелните прашања од меѓународната агенда. А од вестите од светот се одбележува 70 години од победата над фашизмот. Конзервативната партија со убедлива предност на парламентарните избори во Велика Британија. 6,7 милиони евра за да се обезбеди чисто небо и сонце за денот на победата во Москва. Амбасадори загинаа во несреќа. Со низа манифестации во Европа ќе се одбележат 70 години од победата над фашизмот и крајот на Втората светска војна. Во Русија ќе се одржи церемонија и воена парада во Москва, а во Полска алтернативна на руската. Во Париз булеварот Шанз-Елизе е затворен за сообраќај поради поворка и воена парада. Според претседателот на Франција Франсуа Оланд, победата не била доминација на една нација на друга, туку победа за идеали над тоталитарната идеологија. Венци на гробот на незнајниот војник во знак на признание за улогата на САД во ослободувањето на Франција од германската окупација, положи американскиот државен секретар Џон Кери и амбасадорот на САД во Франција. Европските лидери предупредуваат на нови современи закани што постојат денес, како што се војната во Украина и исламскиот екстремизам. Конзервативната партија освои мнозинство гласови на парламентарните избори во Велика Британија. Нивниот лидер Дејвид Камерун ќе остане британски премиер и во наредните 5 години, но повторно ќе му биде потребен партнер за да постигне безбедно мнозинство. Иако предизборните анкети предвидуваат тесна трка со опозицијската лабористичка партија, сепак резултатите покажуваат друго. Конзервативците ќе добијат најмногу пратенички места во парламентот, но нема да остварат уверлива изборна победа за сами да можат да ја формираат новата влада. Според излезните анкети, конзервативците ќе имаат 316 пратеници, само 10 помалку за апсолутна победа. Лабористите ќе останат во опозиција, а во изборната трка би освоиле 239 пратенички места. Победата на Камерон би го најавила историскиот референдум со кој ќе се соочи Велика Британија за излез на земјата од Европската Унија.
За да се спречат можни врнежи на црвениот плоштад во Москва за прославата на 9 мај, денот на победата, рускиот претседател Владимир Путин за сончево време и чисто небо ќе потроши 400 милиони рубли или околу 6,7 милиони евра за авионско прскање на облаците во околината на Москва со коктел од хемиски агенси во раните утренски часови. Планирано е оваа задача да ја извршат 10 авиони Антонов и Илјушин, кои ќе полетаат од базата Чалковски северно од Москва. Поради оваа интервенција би можеле да бидат загрозени селата и до 90 километри оддалечени од Москва. Коктелот кој ќе обезбеди сончев или барем сув ден на 9 мај над Москва е составен од сребрен јодит, течен азот и сув лед. Амбасадорите на Норвешка и Филипини загинаа денес во хеликоптерска несреќа. Трите хеликоптери со делегации од странски делегати патувале кон провинцијата Гилгит Балистан за да присуствуваат на покренувањето развојни проекти, а еден од нив се урнал во едно училиште во Северен Пакистан. Одговорноста за уривањето на хеликоптерот ја презедоа талибанците. Хеликоптерот беше урнат со рачен минофрлач, се наведува во електронската порака од талибанскиот портпарол Мухамед Корошани. Се предпоставува дека цел на нападот бил премиерот на Пакистан Навис Шараф, кој бил во другото летало и безбедно се вратил во Исламабад. Во несреќата загинаа 6 лица. Меѓу загинатите се сопругите на амбасадорите на Малезија и Индонезија, како и двајцата пилоти на хеликоптерот Ми-17. Најмалку 13 се повредени, меѓу кои амбасадорите на Полска и Холандија. Вардар и Будуќност ќе се сретнат на второто полуфинале од Лига на шампиони во Будимпешта. Во Радовиш во сабота ќе се одржи традиционалниот боречки турнир Македонски бисер, домашен спорт. Ракометарките на женскиот ракометен клуб Вардар вчера заминаа во Будимпешта, каде веќе утре ги очекува настапот на вториот Final Four турнир во Лигата на шампионите. Овој пат нивни противник со почеток во 16 часот и 45 минути во арената Ласло Пап ќе биде црногорскиот представник Будуќност. Во минатата деби сезона во Лигата на шампионите, Вардар го освоија третото место на првиот Final Four турнир во Будимпешта, откако претходно во полуфиналето под играните продолженија изгубија од Будуќност. Овој пат поискусни за една година, одлично знаат што ги очекува и многу поспремни и покомпактни ја очекуваат новата пресметка со црногорките. Македонскиот и црногорскиот првак сезонова одиграа два пати меѓусебно во групната фаза. Првиот меч во Скопје заврши нерешено, а во Подгорица славеше Будуќност, пат цврстата и груба игра не е веќе непозната за црвено-црните. Во утрешната прва полуфинална пресметка ќе се сретнат Динамо Синара и Лаврик. Традиционалниот боречки турнир Македонски бисер оваа сабота ќе се одржи по 39-ти пат во Радовиш во салата 25 мај. Борењето е една од најстарите спортски манифестации во Македонија, а своевремено бил домаќин на многу олимписки, светски и европски шампиони. Борењето и најтрофеен олимписки спорт, а резултатите во последно време даваат поттик дека овој спорт може да се врати во полн сјај, па затоа Агенцијата за млади и спорт е генерален покровител на Македонски бисер со половина милион денари. На овој турнир учество ќе земат преку 40 борачи од 9 европски земји, додека нашата репрезентација ќе настапи во комплетен состав. Организаторите одлучија оваа година шампионатот да се одржи во Радовиш по повод 20 годишнината од освојувањето на европската титула на Бучи Мјака. Севилја со една нога во финалето од Лига Европа. Наполи не успеа да слави против Днипро. Мастерс турнир во Мадрид. Джими Батлер најдокажан играч на НБА. Со повеќе детали за меѓународниот спорт Ангел Самараков.
Екипата на Севилја се најде речиси во финалето на Лига на Европа, откако на вчерашниот полуфинален надпревар пред своите навивачи славеше со убедливи 13-0 против Фиорентина. Шпанците го отворија резултатот во 17-та минута преку голот на Видал, а во вториот дел истиот играч зголеми на 2-0 за Гамеиро во 75-та минута да го постави конечниот резултат. Екипите на Наполи и Днипро во второто полуфинале одиграа израмнето. Лопес за домашната екипа поведе со гол во 50-та минута, а украинците во финишот од надпреварот израмнија, па во вториот дуел веќе за една недела ќе биде одлучувачки за патникот во финалето. Рафаел Надал по вчерашната сигурна победа над италијанецот Симоне Болели во 2 сета се пласираше во четвртото коло на Мастерсот кој се одржува во Мадрид. Четвртфиналниот меч го очекува многу потешка задача, а негов следен противник ќе биде Глигор Димитров, кој по тешка борба триумфираше над Станислас Вавринка во 3 сета. Вчера вечер беше запрен и Ник Кириос од Џон Изнер, кој во претходното коло го победи Федерер. Американецот Изнер во битка за полуфинале ќе игра против Томаш Бердих, кој славеше лесно против Цонга во 2 сета. Џими Батлер, кошаркарот на Чикаго Булс, ја доби наградата најдокажан играч, која се доделува на кошаркари кои најмногу напредувале во сезоната на НБА лигата. Во однос на поените, асистенциите и скоковите, Батлер постави свој нов личен рекорд, а првпат се најде како дел од All-Star надпреварот. Тој е првиот играч за биковите кој го добил ова признание. 25-годишниот кошаркар оваа година евидентно го зголеми својот учинок во однос на минатата, па од просечни 13 се искачи на 20 поени по надпревар. Во изборот тој собра 535 гласа, со што ги отстави зад себе Дреймонд Грин од Голден Стейт и Руди Гобер од Јута. Денеска имавме сончево и топло време. За тоа какво време не очекува во наредните денови да погледнеме во продолжение. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете со програмата на К1. Имајте пријатна вечер.